Жените пишуваат историја. Ќе се одржи меѓународен форум за женско лидерство. На оваа тема разговарам со професор доктор Александра Стоилковска, декан на Факултет за менаџмент на човечки ресурси и раководител на магистарски студии. Добро утро. Добро утро вам и на вашите гледачите на оваа прекрасна емисија. Ви благодарам што сте тука да зборуваме на една женска тема. Дека жените пишуваат историја многу убаво звучи, но за каков форум станува збор? Што е тоа што ќе се одржи на 6, чи нам беше 6 март? Така, добра ви е информацијата. Токму на 6 март во просториите на Универзитетот за туризам и менаџмент ќе се одржи форум кој што ќе дебатира на тема женско лидерство и токму под насловот кој што го кажавте, жените пишуваат историја, со почеток во 11 часот. Еве апел до сите заинтересирани кои што сакаат да го посетат овој форум, да ги поканам да дојдат во амфитеатарот на универзитетот. Добро, ова е форум од меѓународен карактер. Што значи тоа? Дека повеќе представнички од повеќе држави ќе учествуваат и ќе имаат свој излагање, предпоставувам, како е да се биде жена во деловниот свет. Еве, јас така го доживувам. Да, така е. Универзитетот веќе е етаблиран како изгради веќе имидж и повеќе пати е наградуван како општествено одговорна институција и водејќи се од тоа, направи добро истражување на состојбите во нашето обкружување и ги предвиде идните потреби, така што се донесе една одлука да се одржи оваков меѓународен форум на кој што ќе се поканат и учесници од други држави, странски, оние кои што соработуваат со Македонија. Еве, јас накратко ќе ги представам учесничките, тоа ќе биде поттик за оние кои што сакаат да дојдат да ни се приклучат на форумот. Самиот форум ќе биде поделен во 5 панела. Првиот ќе биде на тема дипломатија и меѓународни односи и тука имаме гостинки 3 амбасадорки кои што се во нашата држава актуелни, на Кралството Шведска, на Република Грција, Република Србија, исто така координаторката на УНИЦЕФ во Македонија, господјата Патриција, ќе биде присутна, Илина Мангова, заменик директор на ИРИ во Македонија, Флеур Хасан, заменик градоначалник на Ерусалим. Тоа се жените во првиот панел, ќе се согласите импозантни имиња. Во вториот панел, кој што се однесува на бизнисот, жените и бизнисот, ќе учествува нашата гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска, ќе учествува актуелната директорка на УЈП Сања Лукаровска, Емилија Спировска, член на управниот одбор на Прокредит банка, Јукнер Аскул, директорка на Turkish Airline, Анета Пешова, директор на УНЕТ и почесен конзул на Канада, Мерита Рамадани Алими, собственик на Доган, Сања Божиновска, експерт за енергетика од Прага, а во панелот кој што ќе го водам јас се однесува на лидерството во образованието, во сферата на образованието. Исто така ќе имам интересни гости. Тука ќе биде ректорката на Софискиот универзитет за телекомуникации од соседна Бугарија, нели, Меглена Темелкова. Исто така Јулијана Конин ќе биде тука, јавен обвинител од Загреб, од Хрватска. Ќе имаме 3 универзитетски професорки, Љупка Наумовска, Лидија, професор доктор Нелисита Лидија Горачинова и колишката Благица Новковска, која што секогаш е добар соговорник и знае добри статистички податоци како аргументи да извлече за сите дискусии кои што се водат. Се радувам на тоа. Секако тука ќе поврземе и некој од средното образование, а тоа е магистер Тања Јовановска, која што е и наш алумни и ми е големо задоволство што ќе учествува на овој настан. Таа е директор на Васил Антевски Дрен средното економско училиште. Во панелот за жените и медиумите ќе има ваши колешки, нели, главениот говорен уредник на Сител Славица Арсова, Снежана Лупевска, Созено Телма, доктор Јасмина
Мироновска и Билјана Трендофиловска магистер. Додека пак во последниот панел од културата ќе имаме Олга Панго, балерина, кореограф и менаџер во Маната, професор доктор Јана Манева Чуповска, уметник, две актерки, Снежана Коневска-Руси и Стојна Костовска, Наташа Мешковска како спортист и тука ќе биде и директорката на Националната галерија Дита Старова. Една убава бројка на гостинки, но гостинки со високо реноме, што зборува за дигнитетот на ова манифестација, на овој форум и за нивото кое што ќе го презентира. Слушнав имиња кои што навистина се големи имиња со достигнувања зад себе и полно портфолио. Веројатно една од темите за кои што ќе се разговара е дали да се биде дама во општество е предност или пак е мана во нивната професија? Затоа што се повеќе професии во прашање. Да, и колку тоа е нели добро или лошо да се стане, колку е потешко. Народно кажано. Јас малку нескромно веќе се земам себе си за пример, за обично така пластично ги објаснувам работите. Себе си се сметам за успешна жена. По 33 години од мојот работен стаж, јас повеќе од 80% од времето сум била на раководни позиции, директор, декан, проректор, раководител и така натаму. Во ниеден момент тоа што бев жена не ми ги отвори вратите. Сето она што го постигнав со многу работа. Тоа е патот да кажете, кој што треба жените, секогаш малце повеќе труд. Повеќе да се работи, да се работи и перманентно да се градат компетенциите. Исто така многу важно за жените полесно да се вклопуваат во општеството и да ги добиваат позициите кои што ги заслужуваат, значи не да добијат позиција, туку да дојдат на позиција која што ја заслужуваат. Треба уште во семејството да се делува на детето, да има едно здраво семејство каде што нема децата да се воспитуваат твојот брат е машко, туку велеше татко ми, јас во моје време ги завршив највисоките школи, ти види кои треба да ги завршиш. Тој е начинот на кој што треба да се воспитуваат децата. Колку во Македонија имаме успешни жени лидерки и дами на менаџерски позиции. Ова навистина е секогаш како една дилема и секогаш се отвара, дали е тоа во прашање нека менаџерска фирма или пак станува збор за политиката. Секогаш се отвара прашањето дали треба жена да биде лидер поставена, она која што ќе ги држи конците. Што се вели? Има. Сите овие имиња кои што ги прочитав зборуваат дека има жени, но дали е тоа доволно, секако дека не е. Дека постојат потешкоти и се уште постои она традиционалните спреги кои што не влечат назад во размислувањето дали жените треба да се пуштат на раководни позиции или не, тоа е присутно. Поразителен е фактот за мене како истражувач, не колку жени има на раководни позиции. Прво што жените со проценти се внесуваат некаде, што не е во ред, само некој заради тоа што е жена да застане на таа позиција, апсолутно треба да си го заслужи тоа. И второ, она што на исти позиции мажите и жените, конкретно кај нас во приватниот бизнис, се уште немаат исти надоместоци за извршената работа. Затоа колку ги има, ете, затоа и сме тука да ја пуштиме нашата порака за менување на менталните модели во обкружувањето и секако да тргнеме напред, да се отпушти. И да пуштиме можеби една друга енергија, велат вака народно имаше едно, вели, доколку сакате работата да ви се заврши веднаш, ангажирајте маж, но доколку сакате работата да ви се заврши темелно, квалитетно ангажирајте жена. Да. Кои се квалификациите кои што треба да ги поседува една жена за да биде лидер? Квалификации, јас сум долгогодичен може од искуство да се предавач сум јас на предметот деловно лидерство, така да крајно компетентно ќе кажам дека апсолутно се исти критериумите и за жените и за мажите. Значи, она што треба да го постигне мажот, треба да го постигне и жената за да стане лидер. Пред се има предиспозиција, зошто? Затоа што лидерството се учи, како и секоја друга менаџерска работа. Секој се раѓа со некаква предиспозиција, но во текот на животот
треба да ја усвои емоционалната интелигенција, која што се стекнува во текот на животот преку искуството. А жените имаат многу подобри предиспозиции овде. Она што треба како вештина да го развијат е прво да направат добра себеанализа, да се изанализираат себе си, кои им се добрите, кои им се лошите страни, да делуваат на поправање на своите негативни страни, затоа што тие ќе ги водат напред, да знаат да ги контролираат своите реакции, бесот особено, да знаат кога да настапат, кога да излезат од сивилото на масата, како да ги фасцинираат луѓето, како да бидат оригинални во она што го прават, во критични моменти да донесуваат правилни одлуки, а брзи одлуки и со текот на времето да обстојат на она на што инсистираат да се случи или на одлуката која што ја донеле. А тоа се некои карактеристики кои што ги имаат само емоционално интелигентните луѓе. За жал се уште ја немаат луѓето осознаено моќта на емоционалната интелигенција која што е различна од онаа когнитивната наследната што ја имаме ние од своите родители или академската, ја викаме, и ни помага побрзо да ги учиме лекциите, но лекциите се научливи за сите, би рекла, бидејќи некој на час учи, некој 10 пати ќе прочита и ќе ја научи истата лекција. Тоа е предноста на жените, што имаат поемотивни се и можат полесно да ја усвојат емоционалната интелигенција. Но, она што треба да се направи во обкружувањето е да им се дозволи на успешните жени да ги заземат местата кои што им припаѓаат. И сега, професорке, на толку многу квалификации, некои природни, некои наследени, некои способност да се стекнуваат, се чини дека постојат стереотипи во општеството, дека некои позиции во општеството, па и ве повисоките позиции, можеби челните, можеби политичките, секогаш се резервирани за маж. За жал се уште е така. Да, и ќе влезе по некоја жена и како да не знам зошто, ама таа перцепција е дека не се перцепира како лидер. Не знам зошто. Да, стереотипите се присутни. Или може поинаку треба да се наметне во општеството? Жената мора да биде самоуверена, да знае точно што сака и да граби напред. Секако во меѓувреме да многу да работи на своите професионални компетенции и развој на личните компетенции, бидејќи сите ние мора да се нивелираме во поглед на нашето однесување, но и во нашата професија. Бидејќи само преку успех и докажување и истапување, излегување од рамката на масата во предните редови можеме да го постигнеме она што сакаме. Се чини дека се прави за стереотипите, да ги искоментираме, се чини дека се прави некој исчекор напред со оглед на тоа дека и имаме и градоначалничка на градот, па имаме и некои, да речам, лидери и сме имале на политички партии, жени повеќе кои што се во политиката, кои што отстапуваат на високи челни позиции на јавни предпријатија и така, но повторно постојат стереотипи. Постојат. Но еве 10 некој податоци има нешто дека идеме напред, ама или не? Да, истражувањата покажуваат дека одиме напред. Мене ми е жал што постојат квоти. Тоа за мене е неприфатливо. Значи треба да бидат жените кои што едноставно да се прифатат не ради квотите, туку треба да се прифатат затоа што заслужуваат и исклучиво оние што заслужуваат, бидејќи тие можат да ги мотивираат останатите и од женската и од машката страна, жените да одат похрабро напред, а мажите да им дозволат на жените да го прифатат едноставно нивното лидерство, бидејќи лидерството е создавање на следбеници. Значи треба мажите да го прифатат тоа, дека една жена ќе ги води. Во последните, уште да додадам, во последните 2 децении доста се работи на тоа, ова е актуелна тема и се уште не е доволно, еве работиме на тоа, но да, се менуваат работите, иако бавно. И сакам да го заокружиме разговорот со оглед на тоа дека ќе се зборува и за жените во образованието, вие сте репрезент и ќе водите таа панел дискусија. Како се застапени жените во образованието? Во образованието жените во основно и средно образование доминираат. И тоа ќе биде една интересна тема во панел дискусијата, кога е полесно да се стане жена лидер,
во женско или во машко обкружување. Состојбите на факултетите веќе се менуваат. Еве и кај нас ние сме некако горе-долу толку машки и женски. Поделени. Поделени, да, како вработени, како вкупна бројка зборува. Меѓутоа, од 6 декански позиции, 4 од нив ги извршуваат женски извршители. Значи, еве во овој момент поздрав до ректорот професор доктор Аца Миленковски, кој што е вистински лидер, кој што знае да визионира и да гледа напред, па и во оваа тема и повеќе да ги користи критериумите, посветеност, извршување, професионалност, развој на компетенции, менаџерски способности, секако и лидерски, кога станува збор за раководни позиции на универзитетот. Веројатно и да онаа народната, доколку сакаш да се заврши работата како што треба квалитетно, така, без подоцна замерки, предаја жена. Да се пошегуваме, но навистина една многу интересен форум и во исчекување. Се надевам дека убави и квалитетни заклучоци ќе излезат од истиот, затоа што тоа е и целта на крајот, нели, да ги подобриме состојбите во општеството, да можеме да одиме напред. Како велите вие, повеќе да им биде отворен патот. Така. Да, ви благодарам, професорке. Ви благодарам и вам за поканата. Ми беше задоволство повторно да бидам во вашето студио.